Два преса имаа денес од СДСМ на кој тие откриваат скандал со Националната агенција Еразмус и Битики кој зборуваше за стандардот и високите цени. Како пред очите на целата јавност владата на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски повторно ја враќа партиската мафија во Националната агенција за европските образовни програми, која патем управува со милионски фондови од Европската Унија преку Еразмус Плюс. Клучното прашање е што се крие зад назначувањето на Ана Михајлов на чело на агенцијата, која во минатото беше токму во самиот центар на најголемиот скандал во оваа институција. Во време кога цените на основните производи и трошоците за живот незапирливо растат, премиерот Христијан Мицковски ја пласира тезата дека инфлацијата е последица на зголемените плати и пензии. Тоа не е вистина. Тоа е маневар со кој вината за економската состојба се префрла врз работниците и пензионерите, а не врз вистинските причини. И податоците го потврдуваат ова. ВМРО ДПМН денес пак реагираа за јахтата на Заев и дружењето со Филипче. Чија е јахтата на која уживаат Филипче и Заев и со чии пари е платена? Како со лекарска плата Венко стигна до луксузно пловење? Но дека СДС секојдневно сее лаги, измислици и зборува за сиромаштија, нивниот председател Филипче со нивниот поранешен председател Заев плови по Егејското море во луксузна јахта вредна милиони. Додека СДС секојдневно сее лаги како лошо се живее, нивниот Венко Филипче ужива и очигледно го нема проблемот за кој зборува неговата партија на пресконференции. Напротив, живее живот кој лекари од неговата професија од многу поразвиени држави не можат да го живеат.